гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Последната недела од април беше недела посветена на имунизацијата, кога се зборуваше за важноста од вакцините кои што се во задолжителниот календар за имунизација. До 9 мај пак во тек е теренската имунизација, кога тимови за вакцинација одат во средините каде што има деца што имаат пропуштени дози, да ги вакцинираат на лице место, оние пак кои што не сакаат, добиваат покана и совети да ги однесат децата во пунктовите за имунизација. Колку е важна оваа теренска имунизација, меѓутоа и колку е алармантно што опфатот со вакцинација против МРП е веќе паднат на 72%. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Каролина Ристова-Стефановска, раководител на службата за примарна и превентивна заштита во Здравствен дом Скопје. Доктор Стефановска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добар ден, поздрав до вашите гледачи. Пред да одиме со оние загрижувачки, еве да речем и алармантни проценти на пат на имунизацијата, особено со МРП, па и ХПВ нели негде околу 50%. Споменав и во најавата во тек е онаа теренска вакцинација каде што ваши тимови одат и во рурални и во урбани средини. Каков е одзивот? Дали дозволуваат родителите на лице место да бидат вакцинирани нивните деца, доколку пропуштеле дел од вакцините? Како што спомнавте, минатата недела ја одбележавме светската, односно европската недела на имунизација. Целта на оваа имунизација секако да ја подигнеме свеста околу процесот на вакцинација, секако тоа е со посредство на Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Една од битните кампањи е токму одењето од врата на врата. За таа цел Здравствен дом формира своји тимови, во кого што имаме тим од доктор и медицинска сестра, најчесто имаме педиатри, кои што ги посетуваат родителите во своите домови, каде што превенствено се оди кон советодавна улога, односно се оди кон давање на одредени совети, се делаат брошури, флаери, материјали, им се објаснува на родителите која е улогата на вакцинацијата, зошто треба да го вакцинираат своето дете и кој би бил исходот од сето тоа и доколку не се обави процесот на вакцинација, што е она што би можеле да очекуваат доколку дојде до развој на одредена болест која што претходно е ерадицирана. Сега да кажам дека тимовите одат од врата на врата. Покрај она советодавна улога која што ја имаме, сепак за наша среќа имаме и апликација на одредени вакцини. Претходно ги бараме оние кои што воопшто не се вакцинирани или пак само деломно вакцинирани и при тоа во домашни услови имаме апликација на одредени вакцини. Навистина можеме да се пофалиме дека досега еве започнувајќи од минатата недела 28 април, се уште не трае кампањата до крајот на оваа недела, 9 мај, имаме неколку вакцини аплицирано, меѓутоа исто така оставаме и контакт каде што родителите потоа им закажуваме термин да дојдат во вакциналните пунктови и еве навистина тие се одважија после поминувањето во нивните домови, наредниот или следните денови го донесоа своето дете и се вакцинираа. Најчесто кога одиме, морам да кажам дека тимовите се навистина добре дојдени и се прифатени од страна на родителите и при тоа навистина се соочуваме со безброј. Доктор Стефановска, доколку нели родители воопшто не го однеле детето, има пропуштено, да кажеме, можеби 3, 4, 5 години од вакцините, како би се согласило кој ќе дојде тим дома да дозволи да прими вакцина? Така, знаете, нашата улога како здравствени работници е да влијаеме на тоа родителот што е тоа што го мачи, кои неточни информации ги има, кои заблуди ги има во однос на вакцината и навистина некогаш, морам да признам, не секогаш, меѓутоа, некогаш навистина успеваме, можеби не соодветен израз да го убедиме, меѓутоа имаме позитивен исход од тоа да влијаеме да навистина родителот да го вакцинира своето дете. Можеби интересен момент е кога наидуваме на двајца родители каде што едниот родител е против вакцинација и во никој случај не сака да го вакцинира своето дете, а другиот е за, и при тоа навистина имаме тешка улога каде што ни е потребно и енергија и храброст да ги одважиме таквите родители. Сме успеале, истите такви ни доаѓаат и во вакциналните пунктови. Сме успеале досега да влијаеме кај родителите, така да, но мораме да бидеме искрени, имаме родители кои што не дозволуваат вакцинација во сопствените домови и тоа го почитуваме.
затоа им закажуваме термин, по пунктовите. да дојдат во пунктовите и да се вакцинираат. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Оно што беше истакнато од вашите тимови, нели, кога си одбележуваше неделата за имунизација, дека во руралните средини имаме поголем опфат на имунизација, еве и со овие вакцини што ги споменав со МРП и ХПВ, отколку во урбаните средини. Така да, за жал урбаните средини не може да се пофалат со висок опсек на вакцинација во однос на сите вакцини, меѓутоа најмногу во однос на МРП и ХПВ вакцинацијата, можам да кажам дека за разлика нели од урбаните средини, во руралните имаме доста добар опсек на вакцинација. Зошто тоа е така, навистина треба да се направат огромен број на анализи, зошто во руралните средини имаме многу поголема почет како здравствени работници, зошто повеќе ни веруваат во руралните средини за разлика од урбаните средини. Опсегот на вакцинација во урбаните средини, зборуваме сега за град Скопје, навистина е многу низок. Ако се вратиме 2019 кога нели беше прогласена епидемија на морбили, каде што опфатот со вакцинација беше околу 70%. Сега еве имаме податоци дека во аеродром, во центар Карпош, каде што сте вие нели раководител за имунизација, негде и под 60%. И доколку во училиште имаме ние деца, каде што половина се имунизирани, половина не, колку е голема веројатноста дека еден доколку заболи дека може да прошири на... Веројатноста за доколку еден заболи да се прошири е огромна. Вака сега спомнавте вие под 60. Процентот на имунизација ни е под 40%. Не под 60, под 40%. Во некои општини дури ни е околу 35, меѓутоа сепак можеме да се пофалиме во одредени општини, например морам да ја истакнам општина Сарај, каде што процентот на вакцинација за МРП вакцината ни е преку 80%. Исто случајот и со ХПВ вакцината, каде што е преку 50%, за разлика од одредени општини каде што едва и 17-18% постигаме. Дури нас, навистина како здравствени работници, не радува фактот кога ни доаѓаат цели школи за ХПВ вакцинација и буквално сите деца од секој клас се вакцинираат, што не можеме да се пофалиме дека е тоа во одредени урбани средини. Едва две-три девојчиња или две-три момчиња, пошто од минатата година нели е задолжителна и за момчињата ХПВ вакцината, така да и сега ако имате општини, како што споменавте, уште поалармантен процент, односно намален опфат со имунизација, да се задржам на МРП, бидејќи имавме епидемија, знаеме колку беа заразени, знаеме дека имавме и смртни случаи на деца. Како да се подигне, како да се зголеми тој опфат во тие урбани средини? Знаете како? Ние како здравствени работници имаме огромната улога. Значи, мораме постојано да зборуваме, мора постојано да апелираме. Мора да бидеме во непосреден контакт со родителите, со населението. Мораме да изнајдеме начин или јазик на кој што ние ќе им објаснеме зошто треба да се вакцинираат тие деца и можеби најдобро би било да им објаснеме доколку не би се вакцинирале што е тоа што, односно да им ја представиме болеста, па можеби тогаш доколку ни се вратаат морбилите, можеби тогаш навистина ќе ги натера тој момент дека треба сепак да го вакцинираат своето дете. Не само ние како здравствени работници, тука огромно влијание имаат и медиумите, каде што се шираат многу лажни дезинформации, многу вести, многу факти кои што не се научно подкрепени, така да сметам дека здравствената едукација на населението ни е на многу ниско ниво, но исто така да кажам дека тоа не се сите медиуми, така да не точно, така. да. Пред да продолжиме, доктор Стефановска, имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Докторката, поздрав до водителката. Ви благодарам. Се јавувам од Струмица. Имам внучичка 1 година. Само прими една вакцина ДТП. Бидејќи добија многу алергија. И сега не е дека да одаме и што да правим. Така. Алергија после вакцината, така? Одма кога вакцинара, цела беше алергија избиена. Така, јас ви благодарам за јавувањето.
Да, предпоставувам дека се јавиле во вакциналниот пункт или кај својот матичен лекар, понатаму истите го проследуваат сето тоа до Центарот и Институтот за јавно здравје, понатаму исто тие пак до Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Ние имаме и Агенција за лекови Малмед, каде што се пријавуваат сите несакани доколку навистина ова алергиска реакција била од може ли да се појави сега не знаеме конкретно за случај? Обично тие алергиски реакции се многу ретки, значи многу ретки, така да потребно да се направат испитувања на одредени компоненти на самата вакцина, дали навистина алергиската реакција е од вакцината и многу битен момент е интензитетот на таа алергиска реакција. Меѓутоа, доколку може би од ДТП, од некоја од компонентите, дали тоа значи дека другите вакцини не треба да ги примат? Не, тоа не значи, тоа апсолутно не значи. Детето понатаму мора да си го продолжи според календарот на имунизација да си ги продолжи останатите вакцини. И сега кога имаме вакви случаи, ќе се задржам и на гледачката што не се јави, можеби нешто ќе им се појави, дали црвенило дали алергија, други прочитале за случаи, не знам, што се случило после вакцини и сето тоа ги доведува во заблуна родителите. Каква треба да биде комуникацијата на родител и на лекар, на здравствен работник? Не мора да биде нели во пункт за имунизација, може да биде матичен педијатар. Родителите првенствено треба да се обраќаат кај своите матични лекари, сето она кое што им прави одредена дилема дали за одредена вакцина треба да се вакцинираат или доколку детето има некоја хронична состојба, некоја хронична болест, често се соочуваме и со тоа да го прашаат својот матичен лекар, меѓутоа повторно овдека имаме еден проблем каде што матичните лекари веројатно не си ја вршат својата улога или можеби се преоптеретени кога ќе дојде детето за одредена акутна состојба на преглед, заради преголемиот број на пациенти, тие навистина немаат ниту пак време да посветат за тоа. Пак ќе кажам, ние сме тука од вакциналните пунктови, колегите, каде што ќе се добие секоја информација, ќе се одговори на секое прашање, на секоја дилема која што ги мачи родителите и затоа ја апелирам до сите родители слободно да се јават во било кој вакцинален пункт на територијата на град Скопје, впрочем и во цела Македонија, ќе ги добијат сите информации. Вакциналните пунктови се опремени првенствено повеќето со педијатри, каде што навистина ќе добијат соодветен стручен одговор. Така, имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало, добро утро. Да, повелете, ве слушаме. Мајка сум на 2 дечиња, на возраст од 12 и 5 години. Големата ќерка е вакцинирана со неколку вакцини. Малечкиот не е, од причини што не живеевме тука. Дали постои можност да се направи со повеќе валентни вакцини да се покријат одеднаш или треба повторно по редовен редослед и поголемата ќерка и малиот син да се вакцинираат исто? Така, јас ви благодарам, ова е добро прашање и ова е оној кетчап 12 години, дали воопшто не е вакцинирана? Неколку вакцини. Неколку вакцини, добро, а она кој што е до 5 години апсолутно не е вакцинирано. Тоа е оној кетчап според оној кетчап календарна имунизација, да, секоја пропуштена вакцина според нашиот кетчап на календарна имунизација може да биде примена и понатаму, така да слободно треба да се јават во пунктовите за имунизација, каде што ќе се види која доза не е примена, за девојчето збориме од 12 годишна возраст и ќе се продолжи понатаму со оние поливалентни, како што ги спомна гледачката, слободно ќе биде вакцинирано. А она што е 5 години си продолжува, да, сите оние во предшколска возраст, да, ќе ги прими од почеток. Да. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот, да се обрати во било кој пункт за имунизација и ќе ги добие токму информациите кои што и требаат. Имаме гледач? Да, кога ќе имаме... Да, морам да се надобразам на сето тоа. Навистина нас ни доаѓаат од други земји каде што примиле таму одредена доза на вакцини, ние го проследуваме тоа, ги внесуваме во нашиот електронски систем на евиденција на вакцинација и се продолжуваат кај нас, со тоа што им издаваме потврди, ги внесуваме во календарот за имунизација, им се опишуваат вакцините. Сега морам да напоменам тука, навистина се соочуваме последните месеци со одреден проблем, ни доаѓаат родители со примени вакцини во Бугарија, во градот Петрич, каде што установивме дека се работи за
лажно примени вакцини, каде што имаме само факсимил од доктор без ниту печат од институција каде што е направено, ниту пак серијски број на примената вакцина. Така да сето тоа е пријавено во Центарот за јавно здравје, во Државниот санитарен и здравствен инспекторат и понатаму се тие ќе бидат соодветно адресирани, ќе видиме што и понатаму ќе се случи, меѓутоа ова навистина ни представува проблем. Так. Ќе зборуваме за ова и веднаш после гледачот, бидејќи ова е сериозна појава која што ја обелоденувате. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро, повелете. Од Скопје, малата ми е година и 10 месеци, до сега е вакцинирана со сите вакцини редоследно. Меѓутоа, се уште немаме примена МРП вакцината од причина што кога требаше да ја примена 13 месеци беше болна и се некако одлагаме, беше здрава за дете период на 18 месеци, меѓутоа од вакциналниот пункт ми рекоа дека не може двете во исто време, дека треба да почекаме одреден период. Сега мислам дека време е веќе пак да ја примиме. Меѓутоа, прашањето ми е, пошто пак е со мрсули, дали она треба да биде потполно здрава? Значи, сега да направам брисеви, крвна слика, па да однесам на вакцина. Така, јас ви благодарам многу за јавањето, ова е добро прашање, но што ги интересира секако. Да, се случува, значи, воопшто непримерен и имаме дечињи на 5 и на 6 годишна возраст, каде што МРП не е примерена воопшто ниту една доза, така да ги охрабруваме родителите слободно да се јават до вакциналниот пункт, ќе бидат имунизирани со МРП вакцината, ќе примаат одредена доза, за потоа и да ја примаат ќе им биде закажан термин и за втора доза од вакцината. Не, овде станува збор, ја како што ја разбрав, 1 година и 10 месеци, МРП не ја примиле на 13 месеци, бидејќи било... Значи сега слободно може да дојдат да ја примаат. И дилемата е дали мрсолиеве, дали нос мора да значи контраиндикација. Ринорејата, односно носната секреција, апсолутно не е контраиндикација, тоа мора да се објасни. Постоje точно некои контраиндикации кои што навистина, нели, ако детето има висока температура, ако е фебрилно, ако има знаци за акутна болест, тоа и докторот кој што работи на вакциналниот пункт ќе го увиди и секако нема да се аплицира вакцината, меѓутоа постои меѓу родителите најчесто ако има растечено носе, ако подкашлува и дека не смее да го вакцинираат, апсолутно тоа е невистина. И ја слушнав родителката спомна брисеви да направат. Дали да направат? Апсолутно нема потреба. Така. Значи пред апликација на вакцина ниту брисеви не се потребни, ниту пак лабораторија. Да, добро е да се разјаснат вакви работи за да знаат, бидејќи на година и 10 месеци доколку идат во градинка, тие постојано ќе бидат со растечено носе, што значи нема да може да примат ниту една вакцина. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро, повелете. До докторката. Дали, ако на 12 години еве не се прими ХПВ вакцина, може да се прими подоцна, пример во средно училиште? Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Имавме и од гинекологија гости на оваа тема, дека да може, меѓутоа еве повелете. Да. Значи според нашиот календар рутински на имунизација, 12 годишна возраст се почнува за девојчињата, меѓутоа таа се прима во 2 одделни дози, меѓутоа доколку истото не се случи, ние имаме родители кои што навистина сметаат дека 12 годишна возраст е мала, па треба. Да, дека се уште нивните деца не се сексуално активни и ја одложуваат, така да ја охрабрам гледачката дека и 15 и 16 годишна возраст е време каде што навистина треба да се прими, само се зголемуваат дозите во 3 одделни дози, така да слободно може да се обратат во пунктовите за имунизација и да ја примаат вакцината. Така, имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Здраво. Да, повелете, во програма сте. Зашто ни еден доктор не дава потврда за вакцина? На каква Како потврда? мислите не дава потврда? Па не може да ми гарантира. На што да ви гарантира? А што да ви гарантира? Па дека вакцината е сигурна. Добро. Значи, вака сега, во нашата држава можам да ве уверам дека имаме безбедни и сигурни вакцини кои што се од реномирани европски држави. Така да, тоа што барате дека доктор треба да ви гарантира дека досега нема такво нешто, тоа исто значи ако кога одите кај вашиот матичен лекар и кој ќе ви даде некој антибиотик или било каква хронична терапија, написмено да ви гарантира дека ништо нема да се случи, апсолутно сметам дека тоа не е во ред. Така.
Меѓутоа еве да се надоврземе и на гледачката потврда да во ред за гаранција, меѓутоа во здравствената легитимација, во оние картони што ги поседуваат нели децата се заведува која вакцина е примена, на која дата и серијски број како што споменавте. Меѓутоа, што е сега она, бидејќи навистина е алармантно ова што го обелоденивте, дали тоа станува збор за поголем број на родители кои што носат еве вакви, како што ги кажете, лажни потврди дека ни се случи посебно од почетокот на оваа година, имаме доста родители кои што ни доаѓаат од Бугарија, кои што се трудат да ни објаснат дека да, таму живееле, па таму повеќе имале доверба во тој нивен здравствен систем, во квалитетот и безбедноста на нивните вакцини, па затоа таму ги примиле, меѓутоа сепак утврдено е дека ова е под наводници лажна вакцинација и дека тие за одредена сума, за одредена финансиска сума плаќаат за да добијат извештај дека сакате да кажете дека веќе е испитано овде од нашите надлежни институции дека од нашите надлежни институции пријавено, меѓутоа нели сепак ние како држава мораме да стапиме во контакт со соседна Бугарија и со тоа на државно ниво, меѓутоа ние како лекари тоа го утврдивме дека навистина не постои таква институција, затоа што немаме ние од институцијата печат дека навистина е примена вакцината, него само од го имам името и презимето на докторката од Петрич, која што и единствена е таа која што ги дава овие потврди за имунизација, напишано е името на вакцината, меѓутоа ниту серијски број, нити апсолутно ништо. И затоа сметаме дека дали тоа станува збор за деца кои што овде во нашава држава не примили ниту една вакцина, меѓутоа еве носат од друга држава дека ги примили? Вака сега ни се случува, значи тие ги примиле оние вакцини на раѓање, БСЖ, хепатит Б и после тоа најмногу, бидејќи се исплашани за МРП вакцината, почнуваат со таа вакцина, па понатаму и Дитепер примаат таму и сега кога се враќаат овдека за да можат да продолжат во градинка и веќе тука се јавува проблемот дека од градинките им бараат сето тоа да биде нели од наша страна верификувано, да добијат потврда дека ова е во ред таму што примиле, така да затоа спомнав дека навистина ова ни е огромен проблем. И мислам дека се уште ќе имате издадено вие потврда на некој таков? Не, апсолутно не. Ни доаѓаат родителите, установивме дека се служаат со лаги и понатаму не се враќаат. Значи пријавено е во сите... Пријавено и во градинките. Имавме градинка каде што буквално ни се јави родител, дојде, знаевме која е градинката во општина Карпош, ја посетува и ја информиравме и директорката. Да. Значи ова е сериозна... Сериозен проблем е и навистина од другите земји немаме такви сомнежи, меѓутоа за Република Бугарија да. Кога ви доаѓаат, ги споменавте други земји, секако имаме и гледач што ни се јави, гледачка мајка дека живееле во странство, сигурно тие неколку вакцини што ги примила ќерката, доколку ги видите, барате каква вакцина, серија на вакцина? Да, значи си имаат точно напишано која вакцина, кога е примена, си имаат назив на здравствената институција каде што е примена, на докторот, си имаат серијски број на вакцината, така да се гледа дека се работи за регуларен начин на вакцинација. Така. Да. Така да ќе го провериме ова секако во институциите каде што е пријавено. Освен МРП, ја споменавме и ХПВ вакцинацијата, дека е нели околу 50% и дека почна задолжително и за момчињата. Имате реакции од родители кои што не сакаат своите синови да им бидат нели имунизирани со ХПВ или не? Имаме, верувајте дека навистина тоа е проблем. Родителите апсолутно не сакаат тие не сакаат да прифатат за девојчињата, а не пак за момчињата. Од минатата година е воведена и за момчињата. Ова е вакцина каде што навистина имаме многу низок. Една од единствените вакцини со многу низок опсек на вакцинација. Во некои скопски општини едва 18 до 19%, пак ја спомнам општина Сарај, каде што имаме преку 50%. Буквално цели класови доаѓаат и се вакцинираат. Знаете како, постои некој мит, така да го наречам, за оваа вакцина, родителите се плашаат дека истата би предизвикала неплодност.
кај нивните деца. Да, тоа е една од тие, да, што меѓутоа сепак нема научни докази дека тоа е така. Исто како што спомнавме дека сметаат дека премала возраст е од 12 години, сметаат дека нивните деца се премали за отпочнување на сексуални активности, бидејќи знаеме ние дека вакцината е таа која што штити од ХПВ вирусот, а знаеме дека тој во најголем случаи преку 97% е предизвикувач на карциномот на грлна матка. Пред да продолжиме, доктор Стефановски, имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до гостинката. Благодарам. Благодариме. Едно прашање. Дали се прима кај нас менангитис, тоа е на година и пол, затоа што имам внука кај што е во странство и после кога е прима вакцината, со многу тешки проблеми има, така што срцето 284 откуца, кај што со хеликоптер беше под хитно примена, кај што треба до... Дали ја прима таа емисија, таа вакцина тука кај нас? Менангитис. Предпоставувам, мисли гледачката за стрептококус пнеумонија, односно за превенарот, кој што исто така штити од менингитис. Предпоставувам за таа вакцина, до сега ние не сме имале такви реакции од оваа вакцина и можеме да се пофалиме за висок опсек на вакцинација од оваа вакцина. Сега дали конкретно е таа вакцина? Не ја разбрав конкретно гледачката, предпоставувам дека се работи за таа, затоа што знаете дека менингитот и енцефалитот се доста сериозни состојби, посебно тие можат да се добијат од морбилите, така да и од безброј други заразни вирусни и бактериски заболувања, така да затоа и зборуваме постојано дека треба да се вакцинираме. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Дали имаме гледач? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Се извинувам, сакам да ве поздравам вас и докторката и сакам да ја прашам докторката таа вакцина што е на 14 или 15 години. 14-15 години, тоа е четврта доза. За која вакцина? За таа што се прима во 8 оделение. Таа вакцина не е примена и што дејство има на организмот и дали може отпосле да се приме. Веројатно мисли за дите и полио се прима, да, тоа е ревакцинација со дифтерија, тетанус и полио се прима на 14 годишна возраст, меѓутоа доколку од било кој причини е пропуштена таа доза, истата може да биде примена и покасно. Така, предпоставувам, ја интересираше за контраиндикации, за нуспојави, меѓутоа не сме имале контраиндикации. Евентуално нешто може да се случи, локална реакција во смисол на отекување, хиперемија на местото, некоја локална болна осетливост, меѓутоа посериозна реакција не. Ова е за оваа сега вакцина, кои се оние најчести или што секогаш ги мачи родителите? Мислам дека се уште постои исто и кај родители кои ќе дојдат да примаат дали ДТП или па можеби МРП. Превентивно ќе си дадат нели лек за да не добие температура, иако не мора да значи дека секој од тие вакцини може да даде ваква реакција. Да, често се случува тоа кога ќе дојде родителот и да каже: "Ама јас му дадов парацетамол или блокма за евентуално да не качи температура." Тоа апсолутно не е точно и не треба тоа да го прават. Верувате, многу ретки се случаеви каде што детето ќе качи некоја температура, меѓутоа сепак тоа спаѓа во оние лесни реакции, некоја субфебрилност до фебрилност, локална болна осетливост, меѓутоа ништо посериозни реакции не. Обично тие се плашат од температурата, меѓутоа има родители кои што ќе речат што доколку се добие шокова состојба детето, што доколку добие тахикардија, што доколку детето ми добие конвулзија, односно напад. Исто така многу родители, еве сега кога зборувавме за МРП вакцината, доаѓаат без претходно нели да биде аплицирана вакцината, да прашаат: "Ама моето дете се уште нема прозборено или нема проодено. Дали смеам да го вакцинирам затоа што добиле различни информации од портали, од социјални мрежи, од комши, од пријатели дека не смее, па дури од некои матични лекари, каде што навистина имаме проблем, и знаете како тие се во некоја заблуда. Како да го вакцинирам моето дете кога се уште нема прозборено? Па ми рекоа да ја одложам, каде што апсолутно не е вистина и треба да се почитува оној календар на имунизација, времето кога што е потребно да се прими
вакцината научно е докажано дека апсолутно нема влијание ниту врз продување, ниту врз прозборување, а најмалку врз аутизмот, каде што исто така имаме. Меѓутоа, ве споменавте, ве прашуваат шокова, конвулзии, тахикардија, нели секогаш после вакцините не си заминуваат веднаш, доколку нели тие настануваат предпоставувам веднаш вакви реакции. Веднаш би се случило, таква реакција досега сме немале. Да, тие остануваат со детето, можат колку сакаат да поседат доколку се плашат, меѓутоа апсолутно не ни се случило некоја таква реакција. Ние секогаш им кажуваме за одредена вакцина што би било тоа што би очекувале, значи ги претходно спремаме и му кажуваме така да и се очекуваат. Еве, например, од МРП вакцината, пошто е жива вакцина, секогаш им кажуваме да очекуваат некаде околу 9 до 21 ден, може да се случи некоја фебрилна реакција, евентуално или осип, меѓутоа секогаш тие да бидат подготвени на сето тоа. Ретки се овие ефекти, меѓутоа сепак да бидат внимателни. Така. Кои се исто така другите чести нели појави кои што може да настанат после аплицирање на вакцини, кои што не се секако нели страшни? Да, значи како што кажав, оние кои што мускулно се аплицираат, може да се јави некоја локална отеченост, некој изразито црвенило, болка и најчесто им советуваме ладни облози од ациди борици да ставаат, може евентуално некој аналгетик да земаат, меѓутоа тоа ништо апсолутно не представува некоја тешка реакција од која што би се плашеле, евентуално кога качи температура, реков се случува, да дадат антипиретик и тоа е, меѓутоа за некоја по драматична клиничка слика или несакан ефект, апсолутно не. И сега, доктор Стефановска, нели често и читаме, изборуваме и се кажува, родители, не сите нели родители не ги вакцинираат децата, подпаднати се под влијание на социјални мрежи, на антивакцинални кампањи, меѓутоа вие само споменавте матични лекари, и сега кога матичен, па и не мора матичен, кога лекар ќе му каже на родителот, не го вакцинирај сега, почекај уште малку. Од друга страна, вие како пункт за имунизација, нели може кидете и на терен, и сега како родителот и од оваа страна лекар му збори не оди, од друга страна лекар му вели треба да го вакцинираш. Да. Затоа родителите се во забуна. Значи, тие се доведени во таква забуна, во таква дилема, од различни, добиваат различни информации од различни места. Матичниот ќе каже едно, некој друг колега ќе каже друго. Ние навистина имавме проблеми со ХПВ вакцината, каде што одредени гинеколози беа против вакцината и ги советуваа родителите да не ја аплицираат таа вакцина на своето дете. Исто така, како што кажав, ние имаме матични лекари кои што се уште за МРП вакцината им кажуваат дека треба детето да прозбори, па тек потоа да биде аплицирана вакцината. Така да верувајте дека навистина не е лесно да си родител во ова време, каде што си бомбардиран од различни информации пред се од здравствени лица и на крајот одлуката е само твоја за своето дете. Затоа и тоа ве прашав. Едно е да прочитаме нели на социјални мрежи, на неидентификувани извори, меѓутоа друго кога здравствен работник им сади нели таква теорија дека да не брзаат, а од друга страна календарот вели дека треба на 13 месеци. Затоа би ги охрабрила да ги почитуваат здравствените работници, односно лекарите во вакциналните пунктови, за сето она што има дилема да ја разрешат на тоа место, каде што докторите ќе дадат совет, стручен, што е тоа она кое што би ги мачело и би сакале да го чујат. Така да сметам дека доколку не ја добијат правата информација, точна и стручна од своите матични лекари, слободно да се обратат во службите за имунизација. Така. И бидејќи веќе сме при самиот крај на емисијата, би сакала да ве прашам за крај, нели мај месец, доаѓаат и летни одмори, многу поголема раздвиженост и меѓу граници и други држави. И гледајќи го опфатот со имунизација, особено со МРП, колку стравувате како лекар, како педијатар, дека може да ни се повтори 2019? Верувајте, стравот е огромен. Ја памтиме 2019 како година каде што ни се случи епидемија на морбили. После тоа вакцинацијата одеше во еден задоволителен опсек, меѓутоа последните неколку, посебно со пандемијата на ковидот, последните години, посебно минатата и 2023, опсегот драстично ни се намали. Може би за тоа има огромен удел и минатата година која беше прогласена епидемија на пертузис, каде што родителите, за да може да го запишат своето дете, од условот за запишување во градинка и продолжување во градинка беше да бидат вакцинирани со пертузис, и ја запоставија МРП вакцината,
Така да верувајте дека стравот е огромен. Стравот е огромен, ние минатата година имавме некои спорадични случаи, околу 3 на национално ниво, меѓутоа сега стравот е голем затоа што во градинките веќе имаме буквално, еве сега како ни заврши епидемијата во април месец, кога беше прогласен крајот на епидемијата со пертузис, имаме зголемен број на родители кои што доаѓаат, кои што бараат потврди за своите деца и притоа невакцинирани, бараат потврди за да може да ги запишат во градинка. Така да сега имаме деца кои што апсолутно не се вакцинирани со ниту една вакцина или огромен број на пропуштени дози од вакцина, а сега се во градинка. Така да стравот на вистина кај нас постои кога морбилите би чукнале на врата. Така. Значи многу подобро е да се известува и да се зборува за зголемен опфат, отколку значи, дека ние мораме постојано да зборуваме, да апелираме како здравствени работници, во тоа ни помагате и вие како медиуми, така да мислам дека мора да еве да се надеваме дека и сите овие совети и вакви информации ќе стигнат до оние до кои што треба, односно до родители за да ги имунизираат своите деца, за да не ни се случат повторно епидемии на заразни болести. Да не чекаме епидемијата да дојде, па тогаш масовно да одиме да се вакцинираме, затоа што навистина е тешко и проблем. Така, доктор Стефановска, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка во Добриот доктор, што ве споделивте совети па и алармантни информации за лажни потврди, меѓутоа да се надеваме дека оние добрите работи што ги кажавте ќе стигнат до оние до кои што треба. Благодарам и на вас. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.